Добар ден. Минатата седмица ја дефиниравме неплодноста, зборувавме за причините за оваа појава и процентот за успешност при лекување на неплодноста. Денеска приказната на тема неплодност ја продолжуваме повторно со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија, акушерство, плодност од Битола, која што воедно е ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. Денеска со сопственикот на оваа болница, доктор Таше Трпчевски, ќе се осврнеме повторно на неплодноста, поточно на методите за лекување на неплодноста, преку гостувањето и разговорот кој што следува. Секако дека и вие сте добродојдени и подсетување дека кога зборуваме за неплодноста и решавањето на овој проблем во болницата Плодност Битола, контактот со нив е директен и едноставен 047 208 880. Со доктор Таше Трпчевски ќе го почнеме разговорот во првиот блок реклами. Методи за лекување на неплодноста е денешна тема во Фактор здравје, тема која што е продолжение на приказната која што овој месец ви ја раскажуваме во соработка со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство, плодност од Битола, која што воедно е ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. И ова попладне, специјално само за вас, од Битола нагости ни дојде сопственикот на плодност од Битола, кој што воедно е специјалист гинеколог акушер и субспецијалист за стерилитет и инфертилитет, тоа е доктор Таше Трпчевски. Добар ден, доктор Трпчевски, благодарам што и ова попладне сте со нас. Добар ден, добро ве најдов, поздрав на гледачите на 24 вести. Напорно ли беше по патот? Нема проблеми. Нас битолчани Скопје ни е многу близко, а на Скопје ни многу му е далеко. Да, јас мислев дека е обратно. Барем така, тоа го кажуваат пациентите. Да. Значи ние кога битолчани треба да идеме на кај Скопје, секојаш викаме ќе одиме по Скопје, а кога треба да доаѓаат кај нас, доаѓаат често во нашата болница, кога да дојдеме, колку пати треба, нешто подалечен ни е патот. Ние скратуваме таа оддалеченост од 170 на километри. Зборуваме денеска и ќе зборуваме за методите за лекување на неплодноста, методите кои што опфаќаат стимулација на јајници, инсеминација и методите на инвитро оплодување или ИВФ асистирана хумана репродукција. Која од овие методи при обработка на паровите ја применувате? Дали веднаш се применува една од методите на инвитро оплодување, која што е најсложена и би рекол најсеопфатна метода од другите две споменати? Да, значи многу битно кога го истражуваме стерилитетот, испитуваме неплодноста, многу битна е обработката на паровите. Се постава прашањето кога парот треба да започне со испитувања, односно кога треба да се откријат причините за неплодноста. Обично, кажавме и во минатите емисии, и сега ќе повторам дека тоа го правиме после година дена од редовен заеднички сексуален живот, или доколку во анамнезата постојат податоци дека кај парот има некое пореметување, односно состојба која што делува неплодноста, со испитување, односно лечење, ако сакате и со лечење, значи може да се започне веднаш после неколку месеци. И да напоменам, особено ако во анамнезата постои податок дека жената е постара од 35 години, за мене е тоа катов или линија која што треба што побрзо да се почне со испитување и лечење на брачниот пар, по некои автори 38-та година, бидејќи докажано дека после 35-та година кај тие парови, неплодни парови, односно кај жената, после 35-та година се намалува нејзината оплодна моќ, односно кажавме дека биолошкиот часовник изминува и дека резервите на јајниците кои што имаат главната функција во плодноста се исцрпува. Значи, со самото испитување односно барење на причините на неплодност, ние и утврдуваме и колку жената, односно мажот, се плодни. Повторно ќе напоменам дека ова проблематика треба да се остави на оние луѓе кои што ја знаат да работат ова проблематика, тоа се специјалисти гинеколози, кои што имаат најмалку 5 години работно искуство во оваа област, односно така наречените репродуктивни гинеколози, кои што во Македонија се многу малку, меѓутоа ги имаат доволно за бројката од 12 до 15 илјади неплодни парови кои што трагаат по плодноста, кои што го имаат овој проблем, односно за околу 6 до 7 илјади парови во Македонија кои што активно треба да се лечат. При тоа, тие репродуктивни гинеколози се најодговорни
Не сакам да ја намалам вредноста на матичните гинеколози, кои што исто така имаат одредено влијание во лечењето на неплодноста и треба да ги направат основните испитувања, а потоа на другото ниво лечењето, посложените методи, хируршки зафати и така натаму во областа на хуманата репродукција треба да се остават на оние специјалисти кои што се занимаваат со оваа проблематика, а ние сме тие неколку души кои што нонстоп сме присутни на сите симпозиуми, на многу симпозиуми, семинари, активно или пасивно, се среќаваме меѓу нас во разни градови, учествуваме со одредени теми и сме најинформирани и затоа повторуваме и неколку пати, кажа во неколку емисии, дека лечењето на неплодноста е многу озбилна работа и треба да се остави па и за секоја проблематика во медицината, тоа да го прават или да го бавуваат оние кои што се за тоа информирани или остручени. И референтни би рекол, бидејќи вие како предводник на плодност би тие ќе одлучат, не само во наши рамки, сакав да завршам, туку и глобално, веќе сте препознаени, сте препорачани и ги решавате проблемите на тие парови. Така, бидејќи се популацијата која што ни доаѓа за преглед е побројна, значи веќе се издиференциравме кој за која проблематика е, значи фактички ние ќе одлучиме кои од методите ќе ги примениме за лечење на неплодноста, секогаш ќе избереме поедноставна метода, метода која што има докажана сигурност во лечењето и да биде со помал ризик, односно да не делува штетно на здравјето на партнерите, односно идното поколение. Кога ги споменав овие три методи за решавање и за лекување на неплодноста, интересно е пред да се примени една од нив, споменав јас веќе стимулација на јајници, инсеминација или една од инвитро методите, што како испитување правите на паровите, оние основни и дополнителни кои што се потребни и се по процедура. За да примениме било кој од овие методи, нормално е дека потребно е да направиме одредени испитувања. Значи, испитувања кои што се прават во амбулантите за стерилитет, односно одредени лабораториски испитувања. Нормално дека со нормален гинеколошки преглед треба да ислучиме постоење на евентуална абнормалност на гениталните органи или со ултразвучен преглед, исто така како дополнителна метода, по потреба магнетна резонанца. Треба кај паровите да ислучиме дека постои инфекција со земење на одредена група на вируси или преку крв да се докаже титар на антитела, евентуално постоење на некоја инфекција. Исто така треба да докажеме дека кај жената постои проодност на јајоводите, значи преку најразлични методи на снимање на јајоводите на жената за докажување на јајоводна проодност. Потребно е да докажеме дека кај жената не постои функционално пореметување на јајниците со земање на крв. Затоа во одредени денови земаме одредена група на хормони или одредена група на хормони за докажување на резервата на јајница и така натаму, како и да е, откако ќе ги направиме основните испитувања, тоа се основни испитувања, постојат и други испитувања, нормално, доколку проблемот негде застане, односно не можеме да го откриеме, откако ќе ги направиме тие основни испитувања, започнуваме со лечење. Оно што сакам да го спомнам, најпрво применуваме конзервативно лечење, тоа е лечење со лекови, потоа применуваме хирургија која е потребно, хируршко лечење, особено тука свое место има ендоскопската хирургија, лапароскопијата, хистероскопијата, за тема за која што ние имаме огромно искуство и сме пионири во таа техника во Македонија, меѓутоа за тоа ќе зборуваме во некои народни емисии, бидејќи, како што гледате, полето на истражување, на испитување, раскажување на приказната неплодност е огромна, така да мислам дека и уште 10 и 15 емисии ќе ни бидат малку. Значи, откако ќе востановиме кои се причините за неплодност, ако утврдиме дека кај жената постоја така наречени ановулаторни циклуси, односно жената нема овулации, не се стварат јајни клетки и не прскаат, ако е проблем во овулацијата, во созревањето на јајните клетки, нивно стварање, тогаш
во голем процент е присутен тој ановулаторен синдром, околу 20 до 25% од жените страдаат од ановулаторни циклуси, тогаш ќе примениме така наречени средства за стимулација. Што е битно за стимулацијата? Че стимулацијата ја применуваме и за жени кои што треба да конципираат во нормален циклус, меѓутоа ја применуваме и кај жени кои што треба да конципираат во методите на асистирана репродукција, како што е инсеминацијата и инвитро оплодувањето. Се разликуваат начинот на стимулација во тој природен циклус и начинот на стимулација во методите на инсеминација и во методите на инвитро оплодување. При природен циклус настојуваме да стимулираме со одредени медикаменти и правиме благи стимулации. Темелни причини за стимулација се да овозможиме да имаме раст на една јајна клетка или повеќе јајни клетки. При природен циклус нормално е потребно 1 до 2 јајни клетки да овозможиме да се створат кај жената, додека кај методите на асистирана репродукција целта ни е да направиме полифоликуларност, односно да се развијат повеќе јајни клетки, бидејќи процентот на успешност е поголема. Она што е карактеристично за стимулацијата, таа треба да биде строго индицирана, значи да биде индивидуализирана и да биде контролирана. Викаме индицирана. Ова го спомнувам нарочно, бидејќи често пати денеска се злоупотребува стимулацијата и кај жени со докажан нормален циклус, најнормални без причини за неплодност, се врши стимулација, што е погрешка. Значи, кај жени со докажана овулација се врши стимулација, што е погрешка за мене, бидејќи се исцрпуваат јајниците за догледно време, јајникот има одредена резерва и треба да се внимава кои жени треба да се стимулират. Оттаму и тој назив за стимулацијата на јајниците, значи да биде строго индицирано. Втора работа да има индивидуализација. Индивидуализација тоа значи секоја стимулација да се усклади према самиот изглед на јајниците на жената, бројот на основни фоликули што би ги имала кога базално ги прегледуваме, значи големината на јајниците, хормонскиот статус на жената, годините на жената, BMI индексот, телесната тежина на жената и така натаму и така натаму. И трета работа, многу битна, е стимулацијата да биде контролирана. Контролирана, бидејќи ако не избега од контрола, може да се доведе до така наречен хиперстимулационен синдром, кога може кај жената да има поопасност по незиното здравје. И многу битна работа, кога правиме веќе еден ваков концепт на стимулација, потребно е да размислуваме и на давање на така наречени периконцепцијски медикаменти. Значи, треба да водиме внимание кај жената да не има случајно недостаток на железо, да дадеме железо. Ако има недостаток, значи ако се работи за анемија, ако има недостаток на витамин, да се дода витамин Д, или ако е ослабен имунолошкиот систем, додавање на средства кои што ќе стимулираат нивни имунолошки систем, бидејќи за идните поколенија, за стварање на идно поколение, потребен е здрав имун систем, а јас секогаш го препорачувам Г132 како црвеното пакување, како јак имуномодулатор и имуностимулатор. Кој што првенствено не само на жената или нидната мајка, туку и на плодот, детето ќе има своја рефлексија. Би требало и сите здрави особи да го и во превентивни цели сигурно. Да. Ви благодарам за овој дел од разговорот, само да потсетам дека новото издание на Фактор здравје посветено е на темата методи на лекување на неплодноста, а добродојдено е и вашето мислење, вашите прашања, но повториот рекламен блок, веќе ги имате телефонските броеви. Потсетување дека ова попладне ваш гостин е доктор Таше Трпчевски, кој што е собственик во едно по специјалност специјалист гинеколог акушер и субспецијалист за стерилитет и инфертилитет од болницата Плодност Битола.
Подсетување дека на 6091924 и 6091925 можете директно да контактирате со нас ова попладне во новото издание на Фактор здравје, кој како тема ви ја нуди методи за лекување на неплодноста, тема која што обработуваме и ова попладне со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија, акушерство, плодност од Битола и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. Во името на Плодност Битола, денеска повторно ваш гостин е доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Досега доктор Трпчевски ја споменавме методата за стимулација на јајници, он стана инсеминацијата да ја потврдиме, да кажеме кога и како треба да се примени, кои се индикациите и следствено на тоа методите на ИВФ асистирана репродукција. Значи, инсеминацијата е една од методите на биомедицинско потпомогнато оплодување. Во америчка литература не спаѓа во методи на хумана репродукција, меѓутоа во нашиот закон и нашата прописи, оддел, така речем, за хумана репродукција, Друштвото за хумана репродукција го стави во групата на методи на биомедицинско потпомогнато оплодување. Тоа е најпростиот модел или постапка во хуманата репродукција, кога се зема семето на мажот, се обработува со одредени медиуми, се центрифугира, се земат испливаните сперматозоиди, кои што се највитални и се бризгуваат во матката на жената. Може да биде во самата шуплина на матката на жената и се вика интраутерина, или може да биде во јајоводот, се вика интратубарна. Инсеминацијата може да биде хомологна, значи и хетерологна. Хомологна значи кога се користат гаметите од мажот и од жената, сопствените, автентичните, и хетерологна кога се користи од донор семе. Нормално тоа го правиме ние во нашата болница, со закон пропишани одредени норми, имаме банка на семе, така натаму и така натаму. Тие регулативи ги објаснувате на пациентите. Значи, да слушнеме, имаме некого на линија, се извинувам што ве прекинувам. Добар ден. Добар ден. Од каде се јавувате, господјо? Скопје. Повелете со вашето прашање. Едно прашање за доктора. Значи имам 39 години. Добро. Полицистични овариуми. Имам едно детенце со инвитро. Значи пред 11 години, сега имам 39 години. Добро. Преживеа на хиперстимулација. Трет степен, значи со вода во плуќа и сите тие лоши последици. Меѓутоа се излезе како што треба и сакам да го прашам докторот дали на овие години пожелно е за втор пат да пробам со инвитро, дали постои опасност за уште една таква хиперстимулација. Така. Благодарам за прашањето. Значи, се работи за полицистичен оваријален синдром. Тоа е синдром кога жената има зголемени јајници со повеќе базални фоликули, со пореметувања во тој хормонски статус, со предоминација на тој ЛХ хормон и така натаму и секогаш жените со полицистичен оваријален синдром се кандидатки за така наречени добивање на така наречен хиперстимулационен синдром, значи кога даваме одредена група на медикаменти за стимулација на јајниците, а таа ја користиме во инвитро постапките, како што кажав, има опасност да се створи хиперстимулација. И оттаму и уводот мој беше дека треба контролирано да се врши стимулацијата на јајниците и да ја водат специјалисти кои што знаат таа проблематика. Меѓутоа, и покрај нашите знаење и сознание за таа хиперстимулација, некогаш не можете да избегнете, постојат повеќе методи за избегнување на таа хиперстимулација, се менува протоколот, значи има така наречени краткотрајни протоколи, или пред хиперстимулација го празниме едниот јајник, или правиме така наречен костинг, го одложуваме давањето на стоп инекција и така натаму, со оглед на тоа дека пациентката има 39 години, а хиперстимулационот синдром се случил пред 11 години, таа најверојатно ги нема тие овариуми или јајници како пред 11 години, сигурно ги нема, функцијата нивна е опадната и можеби таа има сега и нормални јајници, меѓутоа таа
не треба да чека, треба да прави повторно инвитро плодување, ако индикација инвитро плодувањето. Може инаку, ако доколку има отворени јајоводи, може со еден од другите начини на стимулација, медикаменти, да се стимулира и овој да добие потомство. Во секој случај, контролирана стимулација со примена на овие поновите методи, одложување на давање на стоп инекција и предвремено вадење на јајните клетки од едниот јајник, може безазлезно да помини самата постапка. Не само оваа господја, туку и сите оние кои што имаат дополнителни прашања, информации и потреба да ги добијат, јас ќе ве упатам на бројот на плодност од Битола 047 208 880 или на нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk. И вклучуваме уште едно јавување директно во Фактор здравје ова попладне. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господине, кај нас на гости. Како сте? Добро, како сте вие? Ние сме одлично. Кога имаме Така. и мажи кои што се интересираат за оваа тема, повелете со прашање. Така и да продолжите да видите најдобри, да видите добри и Ви благодарам. голем поздрав до вас, вашиот гостин, Благодарам. господин Таше, со кој лично се познавам, сега не верувам дека ќе се сети. Јас имам искуство, многу баво кај нив. Јас за нив можам да кажам дека се најдобрите во држава, можда и пошироко. И многу големо благодарам до него, до фер, коректноста, до дружбата што ја имавме и морам да кажам дека работата што имавме кај него ја завршивме екстра брзо, професионално, така да би поставил само едно прашање до него лично вака. Државата го признава правото на правење на инвитро во приватниот сектор, како во плодност, например, конкретно ќе знам сега, бидејќи доктор Таше не е гостин во емисијата. Меѓутоа, пред да се фондот го финансира оплодувањето во приватниот сектор, бара инсеминацијата најмалку 3 пати да се изврши во државниот сектор. Зошто тоа не би се законски регулирало да биде и во приватниот сектор? Не. Добре, веќе ви даде објаснување доктор Трпчевски. Благодарам за вашето јавување и убави зборови. Да го исправите малку. Убавите зборови на пациентот. Значи вака, пациентот погрешно има разбрано. Фондот не ограничува каде ќе направи пациентот инсеминација. Значи може да направи и во приватните ординации или може да направи во државните ординации. Услов е да направи 4 инсеминации, за второ инвитро ми се чини 2 инсеминации. Значи, не е точно дека мора да се направи инсеминација во државните установи. Добре, господинот се ги информиран. Ако пациентот ја прави постапката за инвитро преку фондот за здравствено. Да, ако сака да биде натовар на фондот. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Од каде се јавувате вие, господјо? Од Скопје. Ви благодарам што сте со нас во друштво. Повелете со прашањето доктор Таше Трпчевски. Прво да ја поздравам емисијата, а второ да го поздравам докторот. Јас сум колешка и неговите објаснувања се максимално коректни и стручни. И му пожелувам понатамошна среќа во работата. Да. Ви благодарам многу, господјо. Ако сакате да останете анонимни или да се представите. Добро, благодарам, се исклучи ваша колешка. Докторе, бидејќи остана време да го споменеме и инвитро или и во асистираната хумана репродукција. Знам и сум читал и сум информиран и во контактите со луѓе околу мене дека многу често и на социјалните мрежи има така наречено обично инвитро и сложено икси инвитро. Дали е тоа вистина и што се табуат или стереотипите за едното односно за другото? Значи, инвитро оплодувањето опфаќа инвитро оплодување, онага што кажавте, обично инвитро и посложена постапка е така наречената икси метода или тоа значи интрациптоплазматска спермална инекција. Може да го слушнеме јавувањето следно и ќе се вратиме на вашето објаснување. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господјо. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично. Повелете со вашето прашање. Се јавувам од Штип. Благодарам и вам што сте со нас. Една голема благодарност за доктор Таше и благодарение на него вчера имавме роден ден 9 години на нашето синче.
За која пациентка се работи? Сакате ли да се представите? Ало, дали ме слушате? Мислам дека доктор Таше ќе се сете Савка од Штип. Славка рековте. Савка. Савка, да, од Штип, чие дете славило вчера Благодарам. 9 години. 9 години помина. Да. Ви благодарам многу и нека ви е жив и здрав вашиот син. Да е здрав и жив. Да, повелете со одговорот. Да. Значи, посложена постапка е икси методата. Тоа значи, при обично, кога работиме обично инвитро, откако ќе аспирираме, ќе ги извадиме јајните клетки, биологот ги припрема, ги става во одредена шоличка. Се зема семето од мажот и се инсеминира, се става во таа шолја, после 18 до 20 часа проверува дали семенскиот, односно сперматозоидите навлегле во јајните клетки и ги оплодиле. Значи, тоа е обично инвитро. При икси методата, тука доаѓа до израз и способноста на биологот. Биологот ја зема јајната клетка со посебни, тоа се скапи апарати, со едната рака манипулира со јајната клетка, со другата го бризгува сперматозоидот со микроскопски мали, тенки, под микроскопски тоа се работи игли, го бризгува сперматозоидот во јајната клетка. Значи, на некој начин директно ги спојува. Директно ги спојува. Значи, икси методата се користи кога почнало инвитрото, кога се промовирало од 78 година која е породено првото дете, се започнало со обичен инвитро. Од 92 година за прв пат во Брисел е промовирана икси методата, која што денеска се повеќе се усовршува и е поим за машки стерилитет. Значи, кога постои машки стерилитет, користиме икси метода, а кога постои женски стерилитет, а добро семето, се користи таа така наречено обично инвитро. Меѓутоа, овој податок ќе ви го кажам. Ние 100% кај сите пациентки користиме икси методата, која што е посложена и поскапа, значи не водиме рачун на тоа дека ќе потрошиме повеќе материјал. Само еден податок ќе ви кажам дека малку центри користат 100% икси. Тука доаѓа во предвид спретноста на биолозите. На еден симпозиум на моите биолози минатата година во Атина, на Ешре, оној што ја водеше сеансата, праша кој од присутните биолози, тоа беше состанок на биолозите, и колку ја користат таа метода. Едно 40 на 50 на посто се јавија дека користат само инвитро, 70% мешано инвитро и користат и икси, а додека само двајца колеги, значи нашите биолози и не знам од каде беше другиот, користеа само икси метода. Ги запраша зошто само икси користите и одговорот нивни беше едноставен, дека тоа многу брзо го правиме, не ни одзема време и затоа имаме одлични резултати. Немаше повеќе дискусии. Коментари, да. Да го слушнеме следното јавување. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете и вие, господјо, малку почекавте, се извинувам, но чекав докторот да заврши со мислата. Позитивни зборови. Повелете со прашање? Да, ќе ве молам. Ало, добар ден. Да, ве слушаме. Поставете го прашањето, господјо. Јас ќе ве замолам во слушалка да зборувате, да го намалите. Да, слушам, јас да ви кажам, ме интересира едно прашање. На мојата пријателка, керка има кондензација правена на матката. Има... Да, во слушалка зборувам, во слушалка. Да, ве слушаме, зборувајте. Кондензација на матката има правено и остана еднаш инвитро оплодување, абортира и повеќе не може да остане. Дали би имала шанси да остане повтор пат? Дали ова доволно за одговор? Да. Да, благодарам за прашањето. Значи, треба да имаме и други податоци. Која е причината за второ неостанување или која е причината за тој абортус? Може би се работи за некомпетентно грло на матката кој била абортусот во покасната бременост, заради самата конизација кој била по-грубо направена, може би заради тоа што така и диктирала самата операција, кога се јавува слабост на устието на грлата на матката. Меѓутоа, не можам да одговорам кај пациентката дали има шанси повторно да остане трудна.
Јас неколку пати кажав дека секоја жена има секога шанси да забремени и оние кои што имаат многу мали шанси во животот ме изненадиле кога дошле и кај мене на контрола и останале бремени без наша помош, односно без лечење на стерилитетот. Така да... Впрочем, и како гледачите што спомена енергијата, ентузијазмот и вербата дека ќе се има потомство, сигурно имаат големо влијание. Може Господ и природата го направи, ние сме само дополнение на тоа. Или само во служба на тоа. Сега само да се навратам на X методата која што ја правите при инвитро оплодувањата, бидејќи рековте веќе 100% тоа го правите, тоа не само што биолозите и нивната стручност и умешност го потврдува, туку и вие како гинеколози и акушери кои што понатаму ја продолжувате таа метода, само ја потврдува целокупната приказна и успешноста на лечење на неплодноста. Значи, лабораторијата не е на гинеколозите. Да, велам, вие следувате после лабораторијата. Точно така. Моите биолози имаат потполна потполна слобода на она што го прават во лабораторијата. Повремено се консултираме околу резултатите на пациентките наредниот ден. Дискутираме за тоа колку се оплодили, колку не се оплодили, колку се генетски правилни и така натаму. Така да за успешноста, резултатите во инвитро оплодувањето, најголемиот дел заслуга имаат биолозите, за кои што многу малку се зборува, и мислам дека ќе ги промовираме во некои од наредните емисии во Фактор здравје. Ќе ми биде задоволство. Овој пат ви се заблагодарувам за ова гостување со најава дека следниот вторник на 29 јули повторно ќе се дружиме на задоволство на публиката. Убав пат до Битола и успешен ден, бидејќи знам дека уште многу интервенции ве чека. Да, ќе го заокружиме циклусот, а тука ви се заблагодарувам на вашето внимание и вашите јавувања, потсетување дека болницата Плодносот Битола секојдневно е достапна на 047 208 880. До утре поздрав и имајте убав ден. vesti.mk Информација сега. Брзо, точно, проверено. Телевизија доверба. 24 вести.